Во првото вклучување на лице место решивме да го одбележиме денешниот ден, меѓународниот ден на семејството, кој што имено е прогласен и се одбележува дури од 1993 година, како што напомена и тие од страна на Обединетите нации. Во ова вклучување на лице место ќе напоменеме нешто повеќе околу тоа што се здрави семејни односи, но се разбира дека ќе кажеме и повеќе околу тоа со какви се предизвици се соочуваат современите семејства. Многу повеќе на оваа тема во продолжение слушаме од мојата денешна гостинка, психолог и психотерапевт Мирјана Цветковиќ. Добро утро и добро дојдовте во утринската на тел. Добро утро, Марија, ви благодарам на поканата. Драго ми е што имаме можност да говориме на една тема која што е од особено значење за нашите гледачи, верувам. На самиот почеток би сакала да прашам што значи самото семејство од психолошки аспект. Семејството како основна општествена единка, односно клетка, е многу важно, затоа што тоа е местото каде што треба да има љубов, топлина, да семејните членови да се полни со разбирање едни кон други, да се поддржуваат и практично да бидат прибежиште при бура. Кога има некакви непријатности или предизвици во надворешната средина, семејството е тоа кое што првично треба да даде взаемна поддршка. Што доколку го нема тоа? Ја нема таа поддршка и го нема тоа засолниште од бура, како што напоменавте? Може да се јават разни предизвици, затоа што денеска семејствата се соочуваат со одредени потешкоти и тоа може да бидат разни. Кога семејството не ја дава доволно таа поддршка, особено нели кога има и деца, нели семејство со деца или со адолесценти, може да настанат одредени потешкоти, затоа што многу е важно да родителите бидат тука блиску до децата, да градат еден взаемно близок однос, да поминуваат доволно време со децата, со адолесцентите, да тие меѓусебно се охрабруваат, да се пофалуваат, меѓутоа едновремено и да си даваат, да разговарат и за своите чувства. Затоа што и нашата пракса покажува дека не доволно се разговара за емоциите, било да се силни, било да се слаби, или пријатни или непријатни, сите тие се важни и на некој начин кога се изразуваат, тоа семејството го прави посплотено, посилно. Познато е дека хармоничните семејства, односно функционалните семејства, нивните членови искажуваат широк спектар на емоции, тоа е многу важно. Меѓутоа исто не помалку нели важно е да постои флексибилност помеѓу семејните членови, да има разбирање, толеранција на различности, да се вреднуваат одредени семејни ритуали. Секое семејство си има, секое семејство е уникатно. Така да за некој тоа може да биде семеен ручек, за некој седен, да речеме некаква друштвена игра да се игра, така да секое семејство може да си одреди што може да биде тоа. Конфликтите се дел од секојдневието на секој однос и се дел од секој однос кој што го имаме, но колку всушност самите конфликти, доколку се чести, имаат негативно влијание кај дечињата, односно кај семејства каде што има помали деца? Ова е одлично прашање. Во принцип, хроничните, деструктивни конфликти имаат особено негативно значење. Меѓутоа, од друга страна кажано, повремени конструктивни конфликти може да донесат дури и развој. Кога ќе се каже за што се нели деструктивни конфликти, тука повеќе се однесува на насилно однесување, некоја форма на насилно однесување или претежно тоа може да биде психолошко, емоционално, односно да се користат многу навреди, сарказам, говор кој што повредува, и тоа апсолутно не е пожелно да биде присутно. Меѓутоа, од друга страна, во однос на повремени конфликти, бидејќи самиот збор конфликт значи судир, така да тој носи развој на начин што поединците си го кажуваат своето мислење, понекогаш не понекогаш, односно секогаш е добро, познато е тоа дека сите ние имаме различно мислење и вообичаено и здраво е да имаме ние различно мислење, не можеше со се да се согласуваме. И поради тоа, особено кај децата и адолесцентите, не секогаш треба да се земе одредено однесување, можеби дека е опозиционално или дека е погрешно, туку напротив,
треба да се процени во одредени ситуации, особено во адолесценцијата, адолесцентите треба да покажат нели свое мислење, на тој начин градат и самодоверба, градат и одговорности и така натаму. Според вас, што значи здрава семејна врска, односно однос помеѓу родител и мало дете? Бидејќи ве прашав и сега пред малку за самите деца, би сакала и ова да дознае. Така, здрав однос значи да тие бидат блиски едни со други. Многу често во денешно време на некој начин или заради работни обврски родителите не се доволно присутни во животот на децата. Една од потешкотиите и предизвиците со кое што се соочуваат семејствата е и тоа. Недоволна присутност во нивните животи, понатаму нарушена комуникација. Меѓутоа, ова нели што спомнавте во однос на што е здрав однос, тоа би било да бидат родителите да бидат тука за нивните деца, да поминуваат доволно време со нивните деца, да им упатуваат пофалби, да имаат многу пофалби треба да упатуваат, да бидат присутни во нивните животи, секогаш кога е потребно да нудат поддршка, без разлика со што ќе истапи нивното дете или нивниот адолесцент, да бидат секогаш до нив. На тој начин и адолесцентите ќе се ухрабрат повеќе и да разговараат и за евентуални ризични однесувања. Значи, родителот треба да негува еден демократски воспитан стил, односно на демократски воспитан стил. Така да треба да негуваат отворена комуникација, како што кажав, доколку има повремени конфликти, тие да бидат конструктивни, односно тоа значи да бидат со почитување, со љубов, со разбирање изразени, а да немаат примеси на навреда или повреда. Благодарам многу за одвоеното време. Навистина ми е драго за овој разговор. Верувам дека како јас, така и гледачите научивме многу. Доколку немате некоја дополнителна порака која што сакате да ја упатите по повод овој ден кон нашите гледачи, би ве заблагодарила за овој разговор. Така, благодарам и на вас, Марија. Благодарам уште еднаш. Говоревме по повод денешниот ден, 15 мај, меѓународниот ден на семејството. Заклучокот кој што произлезе од самиот разговор е дека секогаш во семејството треба да се има хармонија, поддршка, разбирање, се разбира дека се јавуваат и конфликти, но се разбира дека и конфликтите се здрави со оглед на тоа дека секој од нас има различно мислење за одредено нешто, па на тој начин би дошло до тој судир и недоразбирање.